Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Кошаркарите на МЗТ Скопје аеродром во рамките на 12-тото коло од АБА Јадранската лига го совладаа лидерот Црвена звезда со 65-58 во салата Борис Треговски. Ова беше прва победа за скопскиот тим по серијата од 5 последователни порази во АБА лигата и Еврокупата, воедно и прва победа на новиот тренер словенецот Зоран Мартич. Надпреварот во спортскиот центар Борис Треговски МЗТ го реши во последната минута кога успеа да направи серија од 7-0. Најпретисен во домашната екипа беше Кейт Девис со 19 поени, 5 скока, 11 поени во своето деби за тимот на МЗТ постигна Иван Маринковиќ. Ова беше пета победа на МЗТ Скопје во АБА лигата во 12 одиграни надпревари, со која се искачи на 8-то место на табелата. МЗТ Скопје веќе в среда игра против Уникс Казан во Еврокупот, а во сабота игра на гости против Раднички во 13-тото коло од АБА лигата. Арсенал, Бајерн Мюнхен, Манчестер Сити, Барселона, Милан, Атлетико Мадрид и Галатасарај Челси се најинтересните двојки од осмина финалето во Лигата на шампионите. Ждрепката се одржа денеска во Нион во седишето на УЕФА. Ждрепката беше полудиригирана, двојките не можеше да бидат од иста земја, како ниту тимовите кои играат заедно во групната фаза. Во другите осмина финални надпревари ќе играат Шалке Реал Мадрид, Олимпијакос Манчестер Юнајтед, Бајер Леверкузен Пари Сен-Жермен и Зенит Борусија Дортмунд. Првите осмина финални надпревари на програмата се од 18-19 февруари, односно 25 и 26 февруари. Реваншите се закажани за 11 и 12 март, односно 18 и 19 март. Финалето на Лигата на шампионите ќе се игра на 24 мај во Лисабон. Кристијано Роналдо во родниот град Мадеира го отвори музеот во кој се наоѓаат сите негови трофеи освоени досега во неговата кариера. Во музеот се наоѓаат 150 трофеи, а најстар е оној од 1993 година, кога во дресот на аматерскиот клуб Андорхиња бил прогласен за најдобар играч во лигата. Најнов е трофеот кој пред неколку денови му го додели магазинот World Soccer за најдобар играч во 2013 година. Чест ми е што има музеј во родниот град. Не би сакал да издвојам ниту еден трофеј, бидејќи секој има свое значење и своја историја, и за секој од нив се заслужни поранешните и сегашните соиграчи. Се надам дека до крајот на кариерата музеот ќе го наполнам со уште трофеи, изјави Роналдо. Остави посебно место за 10-та титула на Реал Мадрид во Лигата на шампионите. Се надам дека тоа ќе се случи оваа сезона, заврши Роналдо. Тој се уште не решил дали ќе присуствува на свечената церемонија во Цирих, кога ФИФА ќе го прогласи најдобриот играч на светот. Во НБА лигата синоќа се одиграа 6 средби каде домашните тимови победија на 4 надпревари. Лидерот на западот Портланд стигна до уште една победа на гостувањето во Детройт со 111-109 по едно продолжение. Творец на победата беше Демијан Лилард, кој даде 23 поени, вклучувајќи го и победничкиот кош во последната секунда од продолжението. Ламаркус Олдрич реализираше 27 поени 12 скока за Портланд, кои сега имаат скоро 21 победа и 4 порази. Кај домакините Джош Смит даде 31 поен. Оклахома остана непоразена во 12-тиот меч на домашен терен откако го победи Орландо со 101-98. Дурент имаше 28 поени, 9 скока и 5 асистенции, а Расел Вестбрук придодаде 20 коша, 12 скока и 6 асистенции. А Фало со 25 поени, Никола Вучевич со 13 поени и 16 скока беа најдобри поединци кај Орландо Меджик. Руди Геј од Сакраменто даде 26 поени во првиот негов надпревар на домашен терен откако дојде од Торонто, предводејќи ги кралевите до триумф од 106-91 над Хјустон Рокетс. Демаркус Казинс оствари 21 коши и 10 скока, а Изеја Томас забележа 19 поени и 8 асистенции. Кај Хјустон, Харден имаше 25 поени, а Хауард постигна 13 поени и 10 скока. Домашни победи остварија уште и Феникс и Денвер Нагетс. За вечерва предвидени се 8 средби во NBA лигата. Здраво, јас сум Мата Јарсов, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Мартин Ѓелов, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Тодоровски, тренер на кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Христијан Николовски, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Марко Муратовски, тренирам во кошаркарскиот клуб КК Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Нова Герик, тренирам во кошаркарскиот клуб Работнички, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Јован Миловски, тренер во кошаркарски клуб Работнички, вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија.